Многумина граѓани ниту се членови на политичка партија, ниту гласаат на избори, но тоа не значи дека не даваат придонес за нивното постоење. Дел од секое плаќање данок кој завршува во буџетот оди во касата на партиите, најмногу за нивното редовно финансирање. Во 2004 година, кога е донесен законот за финансирање на политичките партии, нем им следуваа 0,06% од вкупните изворни приходи на буџетот. Во моментов, кај партиите завршуваат 0,15% од вкупните изворни приходи на буџетот, односно за 2,5 пати повеќе отколку пред 20 години. Што значи тоа во пари? Кон крајот на мај годинава на сметката на ВМРО ДПМН е легна околу 1,5 милиони евра, на сметката на СДСМ 1,3 милиони евра, кај ДУИ завршија речиси 678.000 евра, а кај Алијансата за албанците околу 280.000 евра. Пари добија уште 20 на политички партии, иако далеку помалку. Моделот е таков што најголеми суми завршуваат кај тие што освоиле најмногу гласови и што имаат најмногу пратеници и советници. Сумите не доведоа до идејата да направиме мини тест за транспарентноста и отчетноста на партиите, односно дали ќе ни кажат во детали како ги трошат парите. Партиите имаат обврска да објават финансиски извештаи, но во нив нема многу информации, ниту поделба каде се трошат парите од буџетот, а каде од донации и членарина. Во барањата за пристап до информации од јавен карактер поставивме 3 конкретни прашања до 4 партии: СДСМ, ВМРО ДПМН, ДУИ и Алијанса за албанците. Прво им побаравме детален преглед на трошењето на парите кои ги добиваат од буџетот. Второ им побаравме преглед за парите добиени од буџетот за исплата на плати и тоа поединечно за секое лице што примило плата од буџетските средства. Трето побаравме колку пари потрошиле за едукација и тренинг на подмладокот и организацијата на жени. Барањата ги испративме на 25 август, значи пред околу 3 месеци. Колку се покажаа транспарентни партиите? Не многу, ако се земе предвид дека се уште траат жалбените постапки што ги покренавме пред Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Но прво за добрите примери. Најбрз и најдетален одговор добивме од Алијанса за албанците. За вработените ни испратија список од 12 лица со име и презиме и нивните плати со сите давачки за фискалната 2022 година. Нето платите се движеле од 20 до 46.000 денари. Вработени се 9 работници, 2 секретари и 1 возач. За подмладокот и за организацијата на жени ни одговорија дека одвоиле околу 15.000 евра, но потенцираа дека имале и други активности за овие групи кои не ги чинеле пари, бидејќи поддршката дошла од меѓународни организации. Партијата сепак не можеше да ни даде одговор како ги трошеле само државните пари по ставки. Причината? Сите приходи на крај се трошат од една сметка за сите потреби. Втората политичка партија која ни одговори брзо беше СДСМ, но за разлика од Алијанса за албанците, оваа владеачка партија не сподели никакви податоци. За прашањето како ги потрошиле само државните пари бевме упатени информациите да ги бараме на нивната веб страница во делот на финансиските извештаи кои се обврзани да ги објавуваат секоја година најдоцна до 31 март. Таму сепак се прикажани сите расходи независно од изворот на приходите. Не ни дадоа одвоена информација ниту колку пари добиле младите и организацијата на жени, а за платите на вработените направиле тест на штетност и одлучиле дека станува збор за личен податок. До овој момент нема финален епилог на жалбите што ги поднесовме пред Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер за оваа партија. СДСМ и Алијанса за албанците не се одзваа на нашето барање за интервју на оваа тема. Од ДУИ првично не добивме никаков одговор. Откако се жалевме пред Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, партијата ни достави копија од годишниот финансиски извештај и список со 6 вработени без да се наведат нивните примања. Испратија и одговор дека лани потрошиле 15.000 евра за униите на жени и млади, но не и објаснување дали се тоа пари од донации или од буџетот. Ние таква поделба не правиме. Сега Како јавноста ќе има увид тогаш на што се потрошени парите од буџетот? На што ги троши партијата парите? Па ви викам, сите средства се слеваат на истата сметка. И тешко е да се направи поделба, бидејќи и не знам како да ја направам таа поделба. Само да карикирам,
од буџетот трошиме толку, од донациите толку, од сланарина, а не е така. Не е така, бидејќи ние тие средства кои се акумулирани, тешко е да ги издвоиме дали се потрошени за унијата на жените или пак за млади или за партиски активности, например за време на избори. Покрај другото, ние од редовната сметка префрлуваме во сметката во изборната одреден износ, зависи од тоа, од предлогот на изборниот штаб и од одлуките на повисоките органи на партијата. На списокот со 6 вработени во ДУИ има и 2 имиња кои кореспондираат со поранешни партиски и државни функционери, Невзат Бејта и Џеват Адеми. За ниту еден вработен немаше подетален опис кој му е работниот ангажман, а како и кај другите партии, интересно е што никој од раководството не зема плата или хонорар од партијата. Финансискиот директор на ДУИ, чие име е на листата, вели дека раководството не зема никаков надомест од партијата. Па мислам дека на нив доста име што ги користат партиските коли, што користат партиски телефони, што користат ручеци, вечери, приеми и така натаму. Меѓутоа, плати примаат на други места. Председателот е пратеник покрај другото. Сличен одговор како од ДУИ, барем по содржина, добивме и од ВМРО-ДПМН. Од опозицијската партија доставија список со 27 вработени лица кои лани земале плата од партијата, но без да ја наведат висината на секоја поединечна плата. На списокот го нема ниту председателот Христијан Мицкоски, ниту другиот по тесното раководство. Подпредседателката на партијата Гордана Димитриевска Кочоска вели дека имињата на вработените се јавен податок, но нивните лични примања ги сметаат за личен податок иако се плаќаат од буџетот. Тоа се деловни тајни, ние не сме администрација, кај нас немаме дефинирано коефициенти. Генерално можам да кажам дека сите вработени се скоро на минимална плата или се движат околу минималната плата. Можете износот кој што го имаме за плати да го поделите на 12 месеци, да го поделите на 27 вработени, ќе видите колку е просечната плата на вработените во ВМРО-ДПМН, станува збор на вистина за ниски плати. А зошто раководството не зема надоместоци од партијата? Можеме да зборуваме тука како исклучок за мене како подпредседател на партија и председателот кој што немаме никакви, не примаме никакви надоместоци, да кажеме нашиот ангажман е доброволен, сите останати се веќе негде ангажирани, односно се во собранието. Генералниот секретар е пратеник во собранието и тој исто така, како и останатите подпредседатели, нели, работи доброволно. За тоа колку пари се трошат на унијата на жени или на младите, Димитриевска Кочоска вели дека не може да се одговори. И тие, како и другите партии, не следат од кои пари што се плаќа. Не заради тоа што ние сме всушност еден правен субјект. Значи, законот не бара да се книжат одвоено тие работи, особено што законот па и не ограничува да имаме само една сметка. Значи, сметка која што се однесува било да е тоа за Унијата или за целата партија. Значи, не станува збор за посебни правни субјекти, како што, например, е Партиско-аналитичко-истражувачкиот центар, за кој веќе имаме соодветна и поразлична евиденција, затоа што тоа го бара законот. Што прават партиите со парите за редовно финансирање, следи Државниот завод за ревизија. Помошничката на државниот ревизор Татјана Димитровска вели дека во последните години ревизорите алармираат на опасноста од префрлање пари од редовното финансирање на изборните сметки. За оваа состојба овластениот државен ревизор известуваме во конечните ревизорски извештаи, бидејќи ваквата можност овозможува ризик парите, односно средствата од јавното финансирање на политичките партии да не бидат користени исклучиво за реализација на целите и програмите на политичките партии, зашто и се регистрираат во судскиот регистар, туку да бидат користени за финансирање на политичките партии кои што се учесници во изборната кампања. Додека ризикот за несоодветна употреба на парите од редовното финансирање останува, Димитровска вели дека има подобрување на планот на транспарентноста. Напредокот се однесува на исполнување на обврската на партиите, навремено да ги објавуваат финансиските извештаи и регистрите за донации. Но и со напредок, половина од вкупно 64 партии паѓаат на тестот за транспарентност. Казната е стопирање на парите од буџетот кои ги исплаќа Министерството за правда. По превземени мерки за нивна суспензија, симнати забрани по исполнети обврски се 14. Што значи дека и како
таа репресивна улога, да ја кажеме, од страна на Министерство за правда, вродува со плод, бидејќи никој не сака да ги изгуби парите од државата кои што се наменети за реализација на своите цели и програми. Дали на списокот се најголемите политички партии? Дали досега имало забрана за во нив? ова бројка од 21 најчесто станува збор за помали политички партии кои што во најголем дел и не се запознаени со законските обврски по кои што треба да постапуваат. Сепак дури и сите партии да почнат редовно да ги објавуваат годишните сметки и регистарот на донации, тоа не би помогнало да се одговорат прашањата од почетокот на оваа сторија, кои им ги поставивме на партиите. Едноставно, законската регулатива е таква, па не можат да разделат, например, колку од платата на возачот на лидерот на некоја партија е од донации, а колку од државниот буџет. Од Дуи велат, би помогнало ако трансферот на парите од буџетот се прави на посебна сметка. Тогаш ќе знаеш точно кога би биле во посебни сметки. Како што знаеш точно за аналитичкиот центар или за изворната сметка, и за ова би знаеле точно кога би биле во посебна сметка. Од ВМРО ДПМН пак повикуваат да се донесе образец кој ќе биде далеку подетален од оној што партиите го пополнуваат сега. Подпредседателката Димитриевска Кочовска вели дека од нивен интерес е да бидат потранспарентни. Тоа упатство како се пополнува годишниот извештај го подготвува Министерството за финансии. Секако дека таму може да има одредени измени. Морам и да напоменам уште една работа, ако го погледнете законот и упатството ќе видите дека обврска е на Министерството за финансии еднаш годишно да обавува обуки. Јас, откако сум председател во исто време на Комисијата за надзор на материјално и финансиско работење, ниту еднаш не сум повикана во Министерството за финансии на било каква обука поврзана со овие извештаи. Сумирано, што покажа нашиот тест? Работите мрднале од мртва точка и партиите разбираат дека не можат да молчат кога ќе им бидат побарани информации за парите што ги добиваат од буџетот. Но очигледно е и дека има уште многу простор за напредок. Научивме или можеби потврдивме дека во партиите за плата работат пониски структури. Раководството живее или од државна функција или од надеж дека по нова тура изборни карвани ќе има фотелја и за нив.